Легендите на длабоката политичка анализа задлабочени во толкувањето на процесите. За полесно да бидат разбрани, најчесто користат спортски термини. Фаул, пенал, жолти црвен картон, тоа се вообичаени елементи во нивниот вокабулар. Но има револуционерни коментатори кои му даваат ново име на просторот меѓу две статини. Опозицијата не бара дупки во голот на господинот Заев, бидејќи господинот Заев е гол. Овој политички нудизам на кој алудираат квази-аналитичарите, очигледно дел од долготрајната, ама не концептиска или идеолошка, туку празна и фразеолошка голгота, диктирана од истиот центар, бидејќи таа е естетска, а не политичка конструкција, ја протежираат тие што и натаму ги краси старото руло. Во изминатиот период имаме разголена власт. Дилемата околу тоа кој што носи и што ќе носи можеби ќе биде расчистена на предвремени избори, ако претходно оние на кои им беше земена мерка за пругаста не решат да си ги покријат срамните делови со цивилна гардероба. Во меѓувреме премиерот не ни размислува на темата, одбивајќи за стилот и за начинот на облекување, да дебатира со политичкиот Сергеј. Јас мислам со Мицковски немаше да разговарам. Во фонот на оваа модна дебата, референдумски стекнатите навики прераснуваат во начин на однесување, со истиот приод и со истото подсмевање, како дополнителен аргумент дека кога може на државно, зошто да не може да се тера под бишега и на локално ниво. Јас, овој човек, ќе го бойкотирам во неговите настапи овдека во Советот на општина Куманово. Со вртењето на грбот и со намигнувањето им се отвара простор на оние кои не се, ама би сакале да бидат историчари. По сонавидум едноставна комерцијална презентација. Почнуваат да ги туркаат сите низ времепловот, враќајќи ги доволно долго наназад, за да ги уверат дека не се од таа сорта за која мислеле дека се. Никој не се викал Словен. Значи, вие дојдете во 8 век и да прашаш, слушај, дали си ти Словен? Не чул за тоа. И на крајот, кој чул, кој не дочул, ама нашата наука ита напред. Па според најновите и публикувани сознание на Ѓоргија, кој сега се вика Џорџ, македонскиот јазик му е всушност мајчин јазик и на англискиот. Името Мојсеј, тој е доказан дека името негово значи подигнување на хеврејски. Ако очигледно го видиме тој збор, англискиот збор мој и македонскиот збор мој има исто значење. Син и сан е исто, значи син, синот твој, синот мој и за машки пол. Името негово кој ќе се земи на тие двата компоненти, значи ова, мојот син. А цела приказка е баш за тоа. Целата приказка е баш за тоа. Ни мој си е, ни твој си е. Проблемот е баш во тоа што наш си е. Проблемот.